Мртви тела насекаде и целосно разрушени згради. Вака македонските пожарникари кои веќе се на пат за Македонија опишуваат сликата во турскиот град Газиантеп. 6 членови на противпожарната бригада веќе една седмица извлекувале само починати и се справувале со орнатините на целосно уништените објекти во Турција. Враќајќи се кон Македонија, тие за Алфа споделуваат ужасни искуства од акциите кои таму ги презеле. При тоа жалејќи што не наишле на ниту еден преживеан, туку дневно извлекувале по десетина мртви тела. Да, ние се сочевме на терен каде што имаше паднато цели згради, кои што беа потрупани луѓето внатре. За жал ние немавме таква ситуација да извадиме живо лице, но помагавме максимално колку што можевме. Имавме дојави каде што имаше згради кои што беа срушени, таму имаше живи луѓе, но бидејќи во замената кога одмаравме, тогаш беа излекувани. Во Газиантеп имале помош од турските колеги кои ги насочувале на локации кои биле целосно покриени со орнатини. Освен турските пожарникари, командирот вели дека доста спремни екипи биле пожарникарите од Тајван и Бугарија, кои што неуморно трагале по преживеани. За сега не се знае дали противпожарната бригада ќе испрати нова екипа во Турција. Во меѓувреме, хуманите акции во Македонија не запираат. Друштвото на писатели на Македонија во соработка со писателот Венко Андоновски ќе представи перформанс за финансиска поддршка на настраданите од земјотресот во Турција и Сирија. Дебарско-Кичевската епархија со повик за помош на настраданото население во Сирија и Турција. Тие упатуваат јавен повик до целата охридска јавност, политичките партии, бизнис заедницата, граѓански здруженија, невладени организации и ИВЗ да се приклучат кон помагање на жртвите. Македонската влада денеска прогласи ден на жалост во спомен на жртвите од разорните земјотреси. Додека Македонија се обидува да ја покаже својата хумана страна и да пружи помош за настраданите, бројката на жртви се искачи над 33.000 лица. Низ Јужна Турција и Северна Сирија милиони луѓе се оставени без домови, а температурите продолжуваат да паѓаат под нулата секоја ноќ. Од Обединетите нации предупредија дека повеќе од 800.000 луѓе се без соодветни оброци и стравуваат дека конечната бројка на загинати може да се удвои од досега официјално потврдената.